Индискиот велемајстор Вишванатан Ананд го освои брзопотезниот турнир посветен на легендарниот Михаил Талј, кога во конкуренција на 18 врвни велемајстори освои 23 поени од 34 партии. Веројатно ова беше најсилниот брзопотезен шаховски турнир во историјата на шахот, затоа што од 18 мината надпреварувачи дури 11 мина има рейтинг над 2700 поени, а останатите помеѓу 2650 и 2700 поени. Вишванатан Ананд, кој што одамна е познат како еден од најдобрите велемајстори на игра по забрзано темпо, кој што има освоено неброено многу турнири, така наречени рапид или викенд турнири, а исто така и брзопотезни турнири, од почеток па до крајот беше начело на табелата. И не само тоа, туку не загуби ниту еден микромеч, затоа што овие 18 мина играа по две партии. Се играше на 19 и на 20 ноември и Ананд поотделно ги совлада велемајсторите Раджабов со 1,5 спрема половина, исто така четирикратниот првак на Русија Свидлер 1,5 спрема половина, исто толку освои против Пономариов 1,5, па Морозевич, Гришчук. Потоа го совлада поранешниот светски шампион Анатолий Карпов, кој исто така своевремено беше најдобар брзопотезен играч на светот, 1,5 спрема половина. Од него настрадаа уште и Јудит Полгар, Петар Леко, потоа Бологан, Тимофеев и Џо Бава, додека Ароњан успеа да изигра со него 1 спрема 1, исто како и Гелфанд и малиот Карлсен и Мамедјаров. Значи, Вишванатан Ананд 2 поена предност пред второпласираниот Левон Ароњан од Ерменија, кој што исто така покажа одлична игра и одличен резултат. На делба, на третото и на четвртото место се најдоа Раджабов, кој што неодамна победи на еден исклучително силен турнир по забрзано темпо, но не брзопотезен, туку рапид турнир, а од кој што ќе видиме и една негова партија вечерва, како и Свидлер 20,5 поени обајцата. На делба петти сам Руслан Пономариов 19,5, додека 6, 7 и 8 место поделија руските велемајстори Морозевич и Гришчук и израелскиот велемајстор Борис Гелфанд. 9 и 10 најмладиот и највозрастниот норвешкиот велемајстор Карлсен и легендарниот Анатолий Карпов, обајцата по 17,5 поени. На делба на 12-тото, 13-тото и 14-тото место Карјакин, Мамедјаров и Јудит Полгар, единствената представничка на понежниот пол на овој турнир, но најсилната шахистка на сите времиња. Потврли до некаде Петар Леко, кој што беше еден од ретките, кој што се пласираше под својот рейтинг, што го имаше, 14 сам со 16,5 поени, додека 17 младиот руски велемајстор Јаковенко, 18 молдавскиот велемајстор Бологан, 17 Тимофеев и последен грузискиот велемајстор Баадур Џо Бава. Значи, имавме исклучителен настан, исклучителен турнир, но за жал, почитувани гледачи, немаме партии од овој турнир. Значи, имаме фотографии, но организаторот киксираше на некој начин, би рекол, затоа што не остана белег во шаховските партии од овој силен турнир. И поради тоа ние ја менуваме и концепцијата на вечерашниот коментар. Наместо од овој турнир да погледаме некоја партија, ќе погледаме партија помеѓу двајца многу млади, многу силни велемајстори, кои што вие веројатно веќе ги познавате, затоа што сме ги споменувале и сме анализирале нивни партии. Тоа ќе биде партијата помеѓу Теймур Раджабов од Азербејџан, 19 годишен, и 16 годишниот украински велемајстор Сергеј Карјакин. Партијата е играна на традиционалниот викенд турнир кој што се одржа на југот на Франција, турнир кој што од 26 октомври до 2 ноември значи се одржа, каде што во финалето на плей-офот се сретна токму овие двајца млади велемајстори. Во првата партија Карјакин со бели фигури имаше предност во сицилијанска одбрана, но Раджабов успеа да спаси една многу непријатна завршница и затоа во
втората партија со бели фигури ќе се покаже решавачка и токму таа партија ќе ја погледаме денеска за да видиме меѓу другото и колку силно играат овие млади велемајстори и по забрзано темпо. Значи темпото за игра беше 25 минути за цела партија со 10 секунди додавање по потек. Раджабов со бели фигури Е4, а Карјакин најчесто се брани со најдрфовата варијанта во сицилијанска одбрана, така беше и во оваа партија. Коњ F3, D6, D4, С зема на D4, коњ D4, коњ F6, коњ C3, А6. Сега најострото продолжение го бира Тејмур Раджабов, азербејџанскиот велемајстор, ловец G5, E6, F4. Роберт Фишер на ова место речиси без исклучок го бираше потекот дама B6, потек кој што ќе најде место и во нашата партија, потек кој што исто така во оваа ситуација најчесто го бираше и еден друг светски првак Гари Каспаров. Значи по дама B6, ползувајќи ја позицијата на ловецот на G5, веднаш црниот напаѓа на точката B2. Се доколку сака белиот да ја штити, треба да го повлече коњот од централната позиција D4. Значи да дојде со коњот на B3, тогаш црниот би продолжил со развојот. На оваа тема ние видовме веќе една партија, тоа беше од турнирот во Софија, каде што Топалов со црни фигури доби партија, тогаш велемајсторот Камски, американскиот велемајстор Камски одигра коњ Б3, значи не влезе во таа позиција со жртва на пешак, а понатаму Топалов славеше ефектна победа. Но дама Д2 е принципиелниот одговор на ова место. Белиот продолжува со развојот, не губејќи време, при тоа жртвувајќи пешак на Б2, дама Д2, дама зема на Б2. Оваа позиција се среќаваше неколку пати и во легендарниот меч помеѓу Борис Паски и Роберт Фишер во Рејкјавик 1972 година. Тогаш Спаски се повлекуваше со коњот коњ Б3, значи малку да ја изолира дамата, но црниот беше поуспешен. Топ Б1, дама А3, Е5. Најострото продолжение на ова место. И ке видите дека Раджабов цело време ќе оди напред. Е5, Д зема на Е5, Ф5, коњ од F6 на D7. Исклучително остра позиција и Раджабов коњ Е4. Тоа е потек кој што прв пат го има одиграно легендарниот Михаил Талј. Талј кој што да беше жив, овој месец ќе наполнеше 70 години, во чија чест беше овој меморијал во Москва. Значи, прв пат го одиграл овој потек против Толуш, велемајсторот од Ленинград, 1956 година. По коњ Е4 најпрецизно се смета Х6, така игра и Карјакин, ловец Х4. Колку е оваа позиција остра и чувствителна, ќе почувствува на своите плеки и Ананд, кој што 2 седмици пред да почне овој турнир во Франција, играше заедно со Раджабов на брзопотезен турнир во Израел. И во оваа остра позиција, која што веројатно не му била толку позната, доживеа катастрофа. Тој одигра на ова место дама А4 и по ловец Е2, коњ С6. Тоа беше поврзано со претходниот потек, значи веднаш напаѓа на Д4. Црниот се разбира сака да смени што повеќе фигури, но токму се намести на ударот коњ Е6 во оваа ситуација. И одеднаш црниот е
загубен. Значи, не може F6 заради ловец H5 шах и гледате црниот крал е матиран од двата ловци кои што стојат на H линијата. Значи, по коње 6, за да ја затвори диагоналата H4 D8, тој одигра уште G5, но по ефектното коње F6 се предаде. И веројатно дека тоа е единствен случај во кариерата на Ананд да загуби партија во 15 потези. Вистинска минијатура, но гледате и најсилните, значи ги снаоѓа таква судбина во може да ги снаоѓа таква судбина во остро-сицилијанска партија, каде што се зависи од еден потек. Значи сега на крал E7, веднаш е дама D6 мат, а доколку црниот земе на F6, а мора, тогаш би следело конј C7 шах, за да го замоли кралот да дојде на E7, каде што ќе прими мат со дама D6. Значи ефектно и убаво. Тоа беше случај со Ананд, но тоа беше брзопотезна партија, а оваа партија е така наречена рапид или позабрзано темпо, каде што Карјакин зема на А2, го напаѓа топот. Топот доаѓа на D1, сега дамата на B2 со слична идеја, како и дама А4 на Ананд, значи контрола на точката D4, каде што ќе се потруди да замени некоја фигура. По дама B2, белиот поаѓа со дамата на E3, затоа што во некој момент ќе треба C3, па да не дојде до замена на дамите. Сега ловец C5, ловец E2, конј C6. C3, дама А3. Со слична идеја, повторно да замени на D4, дамата од А3 да биде противставена на дамата на Е3. Мала рокада на белиот, мала рокада на црниот. И ништо не изгледа така страшно по црниот, но веќе тука Раджабов повторно доаѓа со својот конј, како во претходната партија што видовме, со својот конј на полето F6, жртва фигура, дава шах. И одеднаш се гледа дека е многу опасно за црниот. Како сега тој да продолжи? Речи се изнуден е потегот конј F6, затоа што на Г зема на F6 би следело EF6 и сега белиот веќе сака да појде дама H6 и да матира, а на крал H7 се разбира веднаш ќе добие шах со ловецот од полето D3 да биде отфрлен назад и тоа би бил брз крај. Затоа по конј F6 шах црниот мора да земе на F6, конј зема на F6, а белиот зема со ловец на F6. Конј зема на D4, да го намали нападачкиот потенцијал на белиот. Топ D4. Гледате, белиот жртвува квалитет. Ловец зема на D4. Дама зема на D4. Сега белиот има квалитет и два пешаци помалку, но има страшна закана во дама G4. Значи, црнополниот ловец на F6 е посилен од било кој од црните топови. И се чини дека единствена можност, можеби, да остане во игра беше потегот топ E8 со идеја да ја брани чувствителната точка G7 со дамата од полето F8.
ако например сака да се развие со ловец D7, ќе видиме набрзо дека за тоа нема време, затоа што белиот веднаш дама G4 напаѓа на G7, изнудено е G6, сега дама H3. Сега црниот на два начина може да се брани, но ниту еден од нив не е доволен. Ако даде шах на C5, крал H1, крал H7, белиот има страшен потек, топ F4 и не се гледа добра одбрана од дама H6 зема и по крал H6, значи ефектна жртва на дама, топот на H4 доаѓа шахира и матира истовремено. А доколку по дама G3, значи G6, по дама H3, дојде со кралот на H7, за да парира дама H6, тогаш ловецот доаѓа на G5 и по единственото H5, ловецот зема на H5 и брзо повторно белиот матира. GH5, дама H5, ловец F6 и дама H8 мат. Значи во таа ситуација многу опасна и веројатно загубена за црниот, Карјакин зема Г зема на F6, ја зема во фигурата на F6, но сега на тоа место доаѓа пешакот на F6. Гледате, црниот крал е оголен, белиот веднаш се заканува да матира преку G4 на G7. Како сега да се одбрани црниот? Веројатно дека во оваа ситуација веќе нема одбрана. Тој може да се обиде со E5, гледате, да ја отвори диагоналата на ловецот од C8, но во тој случај дамата доаѓа на E3. Крал H7, ловец D3 се разбира, единствено би било топ D8. Но од дама H6, дама F8, белиот дава шах на G5. Сега црниот има две можности, крал H8 или крал H7. Ако дојде на H8, тогаш ќе добие уште еден шах на H5 и по крал G8 топот со решавачки ефект доаѓа на третиот ред за да матира топ F3 и не се гледа одбрана од топ G3. А доколку по дама G5 шах дојде со кралот на H7 со идеја на дама H5, дама H6, тогаш белиот игра ловец на F3 и сега нема згодна одбрана од ловец E4 шах. И понатаму дама H4 и дама H7. Сега на дама H6, ловец E4 ќе мора црниот крал да отстапи. Значи во таа позиција по EF6 Сергеј Карјакин се обидува со дама А5, значи да ја покрие Г линијата со телото на својата дама од полето G5, но Раджабов ладно H4, по H4 црниот доаѓа со кралот на H7, но веднаш следи шах на D3 и веќе станува сосема јасно дека црната позиција е сосем безнадежна. На крал H8 белиот конечно ќе ја намести батеријата, дама E4, дама пред ловецот со закана мат и на единственото дама F5, дамата ќе дојде на B4. И сега гледате, виси и дамата на F5 и топот на F8 со понатаму дама G7. Значи затоа по ловец D3 црниот е принуден да ја жртвува својата дама. Сега ќе видиме реализацијата. Значи белиот не ја зема веднаш дамата, таа е врзана, може да ја земе кога ќе му се посака, затоа тој ја засилува својата позиција. Топ на E1. Топ G8. Крал H2. Гледате, фигурите на дамското крило на црниот не играат.
А5. Тоа ја покажува безпомошноста на црната позиција. Сега Г4. Значи, белиот сака да земе дама за пешак дори. Од тука, сега, црниот самиот мора да земе на D3, дама D3, дама зема на D3, шах, крал H8, топ E5, топ G4, топ H5, топ G6, дама D8 шах, крал H7, дама E7. Неизбежно следи дама F7 и тоа е крај на оваа партија, која што чинам е доста интересна и доста квалитетна, меѓу другото и заради тоа што се играше за 25 минути со 10 секунди додаток, значи една партија која што траеше 1 час. Но ќе погледаме, почитувани гледачи, ќе се навратиме повторно на меморијалот на Талј, ќе погледаме уште еден фрагмент од една интересна партија помеѓу Алексеј Широв и Левон Ароњан од четвртото коло. Ароњан доби награда од организаторот како најкреативен шахист на турнирот, како замена за она награда што не беше доделена, наградата за партија која што би била во стилот на Михаил Талј, но таква остра партија со многу жртви немаше, затоа Ароњан доби поинаква награда, а да видиме зашто ја доби таа награда е еден од тие аргументи секако дека е и оваа завршница што сега ќе ја видиме. Тоа е позицијата по 32 одиграни потези, штото го беа заменети дамите на полето Е1. Во оваа ситуација Алексеј Широв поиде ловец F4 D6, за да може од полето А3 да си го штити слабиот пешак на Б2. Топ Г1 беше одговорот на Ароњан за да го врати белиот малку назад, крал F2, топ Б1, ловец А3, крал Г7, крал Г3, крал Г6, H3, H5. Се дојдовме до една критична ситуација, каде што, според мислењето на ерменскиот велемајстор, Ароњан Широв единствено правилно било да продолжи со потегот H4. Гледате, тука белиот мора многу да пази, например, крал F4 исто така не би бил добар потег, затоа што црниот би ја фиксирал слабоста на пешакот H3 со потегот H4. Но Широв појде со кралот на полето H4, сакајќи да изнуди замена на пешаците, да нема таква грижа, но Ароњан веднаш го отсекува неговиот крал со потегот топ на Г1. Ловец C5, топ Г2, повторно го враќа белиот назад. Ловец А3, F6. Гледате, црниот успеа да го постави својот противник во еден вид на изнудица. Практично белиот на ова место мора да попушти, затоа што, да речеме, на F4 би следало HG4 и на HG4, 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 F5 и белата позиција станува тешка на G5, може топ G4 и топ F4, воспротивно G5, крал F5, повторно кралот му е отсечен, а црниот крал веќе има многу простор за маневар. Затоа во оваа ситуација по F6 белиот практично на некој начин беше принуден да земе на H5. Г зема на H5. А Ароњан крал на F5. F4. Сега Широв жртвува пешак на F4, но ќе видите на колку прекрасен начин ќе ја добие Ароњан оваа партија. Топ G8. Да се изјасни белиот, значи не сака веднаш да го земе тој пешак. Белиот крал
е важно да не излезе од кафес. Ловец D6. Крал E6. Сега Широв се надева во оваа ситуација дека ќе може да се спаси со потегот H6. Доколку се вратеше назад, црниот ќе играше крал F7, потоа ќе придеше кон порано или подоцна кон H5, ќе задржаше одлични шанси на победа. Но вака се чини на прв поглед дека белиот ќе се спаси по H6, но да видиме што замислил Аронјан. Тој зема на D6, крал D6 и по крал H5 игра ладно F5. H7, топ на H8, крал G6. Крал E7 и по крал G7 игра крал на E8. Значи, како во некоја студија, фантастична идеја на ерменскиот велемајстор, значи тој го жртвува својот топ и само за да го испатира белиот крал. И сега што се случува? Не го зема Широв веднаш топот, ќе дојдеме до тоа и на крајот кога нему ќе му престанат потезите со пешаци. Крал F6, крал F8, H4, крал E7, крал G7, крал E8. Повторно истата позиција, но повторно белиот треба да игра и да ги потроши своите потези. Крал G6, крал F8, H5, крал E7, крал G7, крал E8. Така речениот триаголник или триангулација, каде што црниот во случајов губи темпо за да мора белиот да игра да ги потроши сите своји потези. По крал E8, крал G6, крал F8, H6, крал E8. Сега најдобра одбрана е она како што одигра Широв. Крал на F6. Топ H7 зема во овој миг. Крал G6. Но топ F7. Последниот потек во оваа партија и можеби многумина ќе се прашат зашто белиот предиде да ја доиграме варијантата до крај, онаа позиција кон која што Аронјан се стремеше, значи H7, тоа е издудено, топ F8, крал G7, топ на H8. Гледате сега на крал G6, крал F8, значи сега веќе белиот е принуден да го земе топот кој што неговиот противник му го оставаше во последниве десетина потези, би следел потегот крал F7. И сега во друга ситуација тоа би било пат, но белиот може да игра со пешаците и тој би одиграл D5, C зема на D5, B4. Сега црниот може да земе ампаса, C зема на B3 и по C4, B2, CD5 или C5, C1 и сега дама B1, дама по D6, дамата доаѓа на B2 и матира. Навистина прекрасен, студиозен начин изнајде Аронјан за да ја добие оваа тешка завршница против Широв. Тоа се случи во четвртото коло на меморијалот на Талј. Нели Аронјан со таа победа беше при врвот на табелата, така и заврши при делба на првото до третото место. Македонскиот велемајстор Никола Митков, кој што живее и работи во Америка, од 31 октомври до 6 ноември зеде учество на отворениот турнир во Санто Доминго, во Доминиканската република, и при учество на 48 шахисти успеа да го подели првото место. Од првото до третото место со Јан Елвест и со Рамон, при што Митков по дополнителните критериуми беше втор. Тој освои 6,5 поени од 9
партии. Имаше добра конкуренција, затоа што на табелата, заклучно со 13-тиот, имаме само Матео, кој што дели прво место со него, кој што е меѓународен мајстор, останатите четвртиот па се до 13-тиот се велемајстори, тоа се велемајсторите Јонкман, кубанските велемајстори Ногеирас, Кесада и Дела Пас, потоа американскиот велемајстор Перлштейн, па Гершов, Акобјан, Михалевски, Запата и така натаму. Значи, уште еден одличен резултат на нашиот велемајстор. Инаку денес, почитувани гледачи, почнува одличен шаховски настан, одличен меч помеѓу светскиот шампион Владимир Крамник и Дип Фриц, последната верзија на Фриц на компјутерската програма, Фриц 10, каде што во Германија ќе се играат 6 партии. Почнува денес, па се игра секој втори ден, значи понеделник, среда, петок, недела и следниот вторник ќе заврши мечот 6 партии. Има тука доста интересни моменти за овој меч, но се разбира дека следниот шаховски коментар ќе го посветиме токму на овој меч, меч во кој што можеби човекот ќе ја граби последната шанса во битката против компјутерот за превласт на 64 шаховски полиња. Тоа би било се, почитувани гледачи. Ви посакувам пријатно попладне и ви поканувам во следниот шаховски коментар да видиме како нашиот светски шампион Владимир Крамник ќе ја брани честа на човештвото против најновата шаховска програма на шаховскиот компјутер.